Доаѓаат денови на радост и благосостојба, кога сакаме да подариме љубов и внимание на нашите сакани. Убавата книга е секогаш одличен избор за периодот кој следува. Кога доаѓаат новогодишните и божикните празници, тука се најактуелни сликовниците кои што ги обработуваат токму тие теми и за среќа имаме понуда на таа тема, имаме тридимензионални сликовници, имаме звучни сликовници, божикни, новогодишни, боенки и сето тоа предизвикува интерес кај децата, особено кога е во прашање таа новогодишна магија, нели Дедо Мраз и дилемата дали постои Дедо Мраз или не постои, од каде доаѓа, какви подароци ни носи, она популарно писмо до Дедо Мраз, каде што сите ние и големите и малите ги изразуваме желбите наши. Меѓутоа оваа година подготвивме и пакетчиња со книги, тоа е веќе тренд неколку години наназад, кога се подаруваат и пакетчиња со книги во градинките, во училиштата. Оваа година и ние се подготвивме со една едиција што е популарна за децата, затоа што знаете како новогодишните празници доаѓаат и се поминуваат. Меѓутоа, книгите кои што се спакувани во новогодишните пакетчиња можат да бидат читани во текот на целата година и тоа е идејата, нели, да се развива љубовта кон читањето, па и пишувањето и творењето на младата генерација. Но веќе со години наназад се обидуваме книжарниците на просветно дело баш да бидат како новогодишна приказна и затоа имаме тука и многу новогодишни украси, лампиони, пакетчињата да бидат, да речеме, се она што му е потребно на едно дете или на еден дом да ја почувствува новогодишната магија. Токму затоа во нашите книжарници ќе се соочите со многу Дедо Мразовци, елфови, ирваси, ангелчиња и сето тоа што нели го прави новогодишниот амбиент, се со една единствена цел да се понуди една комплетна програма која што ќе биде топлина, ќе внесе топлина, ќе внесе сјај, ќе внесе она новогодишна магија во секој дом, во градинка, во училиште, секаде таму кај што ја повикуваме новата година да ни биде побава, посреќна, повесела, поуспешна. Затоа за најмалите имаме подготвено боенки, една интересна боенка од Киро Донев, новогодишни стихови во боја. Значи ова е боенка, меѓутоа стихувана со безвременскиот талент на Киро Донев, едно повикување на новата година, меѓутоа илустрациите на Натали Николовска навистина ја оплеменуваат, ја носат она новогодишна магија која што е присутна на секаде околу нас деновиве. Понатаму имаме волшебна нова година, исто книгичка која што децата многу ја сакаат и секоја нова година е, да речеме, една од најбараните во нашите книжарници, но имајќи во предвид дека доаѓаат и божикните празници, за најмалите имаме подготвено една божикна приказна која е звучна. Значи освен тоа што се чита, можат да се доживеат и звуците на она што значи божик, божикни радости и божикната приказна навистина ја буди она магија која што ја носат новогодишните и божикните празници. Секако тука се изданија кои што се поврзани со зимата, со волшебството на зимата, Снежната кралица, еве која што е во вашите раце и уште тридимензионални сликовници со Дедо Мраз и други боенки, кратки приказни, се е тоа нели избор на оној кој што ќе влезе во книжарницата. 2022 година ме потсети на сето она што сум го сработила во годините наназад. 30 години од објавувањето на првиот мој расказ за деца во списанието Развигор и 20 години континуиран стаж како одговорен уредник на Другарче, Росица и на многу изданија и книги и прирачници за деца и за возрастни. Навистина е убаво чувството кога после толку години вложување во тоа што го сакате и го работите, ќе погледнете дека позади себе сте оставиле траг, дека сте направиле нешто кое што нашло примена и во наставата, и кај воспитно-образовниот кадар. Сте стекнале многу пријатели од учителската фела. Знаете, јас многу ги почитувам учителите затоа што искрено верувам дека без учителите никој од нас денеска немаше да биде тука и затоа сум нивна голема
поддршка во се она што се случува. Имавме многу настани со нив, прогласување на најдобрите наставници, како на државно ниво, така и на регионално ниво. И сите тие нивни успеси се всушност наши успеси, затоа што се тие кои што ги креираат, нели, идните генерации, иднината на ова општество. И она што особено ми е радост оваа година е второто издание на мојата книга Борко Брзозборко, која што си најде пат до читателите и до наставниците. Во многу училишта наставниците ја одбраа како своја неформална лектира, обработувајќи ги расказите на часовите. Овој месец имав многу работилници низ училиштата, драматизиравме, работевме и сето она е оној ветер во грб кој што го чувствувам за да работам уште подобро, уште попосветено, затоа што да се работи во мисија на децата и на вистина привилегии. Ќе ви посакам среќна нова година, нека наредната биде многу поуспешно од оваа претходната и да продолжиме да другаруваме и да соработуваме и во иднина. Така, ви благодарам многу за сето посветено внимание во годината што измина. Посакувам многу успеси и на македонска телевизија, многу успешни проекти и посебно проекти за деца, затоа што на вистина им се потребни. Ова утро, за да биде поубаво и повесело, ние ќе подариме и пакетчиња за децата, да израдуваме некого под новогодишната елка, за да остане едно сеќавање, еден спомен, едно убаво чувство во пресред на оваа 2023 година, затоа што знаете како велат, среќата и радоста се множи кога се дели. Затоа искрено посакувам да поделим уште многу убави моменти заедно.